Министерот за земјоделство Љупчо Николовски и одгледувачите на овци од Битолскиот регион на заедничка средба постигнале договор со кој новата системска мерка за надомест за предадено јагне во кланичен капацитет во висина од 400 денари ќе продолжи во текот на цела година, а не само до мај како што беше досега. На синоќешната средба во Битола, дополнително на барање на сточарите, договорено е основната субвенција во износ од 1200 денари по грло да продолжи да важи понатаму, согласно новата програма за финансиска поддршка во земјоделството. Исто така, од оваа година за секторот земјоделство на располагање ќе бидат нови 250 милиони денари обезбедени од интервентниот фонд. Ова се дополнителни средства покрај субвенциите и ќе бидат на располагање во случај доколку земјоделците се соочат со потешкоти на пазарот и проблеми во производството, информира од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Министерот Николовски на средбата со одгледувачите на овци информирал дека во соработка со Агенцијата за храна и ветеринарство и Платежната агенција формирано е координативно тело кое ќе ги следи интензивните контроли на терен за да се утврдат сите можни манипулации, контрола на ветеринарните друштва и утврдување на точната бројка на овците. А податокот кој ќе произлезе од ваквата контрола ќе биде клучен за понатамошното креирање на мерките за поддршка на овчарството.